Се повеќе пациенти со цревни инфекции ги полнат амбулантите. Лекарска помош дневно бараат и по 30 и повеќе пациенти. Во летниот период е зачестена појавата на проблеми со гастроинтестиналниот тракт. Пациентите се жалат на гадење, повраќање, проливасти столици. Делимично тоа е заради употребата на овошје со поголема количина на шекери, но дел од нив е од инфективна природа, бидејќи може да се внесува храна која што содржи бактерии, кои што во дигестивниот тракт предизвикуваат проливасти столици. Причина за ова се високите температури кои се идеални за развој на бактерии, но и неправилното чување и консумирање на храна. Овошјата кои што ги јадеме со обвивката, како што се јаболка, круша, треба убаво да се измијат. Значи, тука се јагоди, исто така, цреши, овие сезонските, но и оние кои што после ќе дојдат или пред тоа дошле, се посебно чувствителни и може да ја пренесат инфекција од човек на човек. Може од лубеница, диња или грозје? Да. Овие овошја содржат голема количина на шекери и може да предизвикаат заради шекерите проливасти столици, но тоа може да не се од инфективна природа. Ама ако ги расечеме и стојат подолго време, и тие може да се расипат, закиселуваат, добиваат поинаков мирис и не се веќе за консумација. Состојбата може да стане полоша од утре, од кога се најавува топлотен бран и алерт на жолта фаза. Поради ова, лекарите уште еднаш со препораки до граѓаните. Апел на сите пациенти, рацете да се мијат многу често, посебно пред јадење, после столица и да се пијат проверени течности, да се мие овошјето, посебно кое што не се термички обработува, значи кое што сурово се јаде, и производите кои што се користат, кои што се купуваат да бидат во рок, убаво да се види дали да не се расипани, и храната која што се јаде да биде свежо подготвена. Цревните инфекции се состојба која се повторува секоја година. Нивната манифестација може да биде лесна, но и многу сериозна со тешки последици. Од тука, потребата за внимателност не е прашање на лекарска препорака, туку на лична одговорност за сопственото здравје.